Во време на крупни политички промени не е воопшто чудно што една вест помина речиси незабележливо. Владата на Република Македонија се согласила да исплати оштета во износ од 9000 евра на семејство на еден ром кој почина во затвор под сомнителни околности. Исплатата е дел од вонсудската спогодба која беше објавена на 16 јуни 2017 година и со која се става крај на предметот против Македонија кој се водеше пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур уште од 2014 година. Ова е само еден од случаите што го отвара прашањето за здравствената заштита во затворите. Колку системот на здравствена заштита е ефикасен и достапен, колку се оправдани се поголемите сомнежи во јавноста дека заради задоснета реакција и ненавремена здравствена помош на осудените и притворените лица се умира по македонските затвори. МакФакс истражуваше на оваа тема и дојде до шокантни сознанија што се случува по затворите. Повеќе соговорници со кои разговаравме ни потврдија дека чуварите им делат терапија на затворениците и притворениците и ги распознаваат по боја и форма. Од нивната проценка зависи дали и кога ќе биде повикана брзата помош. Најскандалозни работи сепак се случуваат во женското оделение на најголемиот затвор во државата, каде затвореничка осуденица за наркотици дели терапија, па дури и прави коктели од лекови и тоа по свое наоѓање. Каква е сегашната ситуација во затворите? Ова е сведоштво на еден од затворениците кој во моментов се наоѓа на издржување на неколку годишна казна во најголемиот македонски затвор Идризово. Доктори има од 8:30 до 16 часот. Има двајца доктори, едниот е невропсихијатар, другиот е интерниста. Има една медицинска сестра, една лаборант, една докторка забарка и тоа е целиот медицински персонал што се однесува од цивили. Со нив работат двајца во картотека затвореници, во здравното одделение работи еден затвореник, во пребивалиште работи двајца затвореници работат и еден затвореник кој работи со еден цивил кој не е медицинар, кој делат терапија. Замислете, секој 10 денеска да се пожали со овие временски услови, овако да се пожали, тоа се 180 затвореници во денот. Тие двајца доктори не можат да ги обслужат ни со една минута да ги прегледаат и да видат што е со нив. Во амбуланта за затвореници имаме 127 затвореници, од кои се 60 и нешто се зависници кои користат метадонски услуги. Тие доаѓаат по два пати на термин за да ги земат своите метадонски услуги. Има затвореници кои се нарекуваат специјалци. Тоа се затвореници кои се стварно болни, кои се малку по несочувани во личноста и стојат во едно крило во амбулантата каде што се заклучени и каде што добиваат терапија посебно од другите. Меѓу нив има повеќето што се невропсихијатриски случаеви, а другите се по кажување на медицинскиот персонал кои мора да бидат сместени таму. Условите каде што се сместени беа нивниот санитарен јазол беше реновиран пред 2 месеца или 3, не ме фаќате за збор, но е во катастрофални услови. Новинарот Томислав Кежаровски пред 4 години помина 8 месеци во притвор во истражниот затвор Шутка. Од прва рака говори што се случува зад затворени врати. Она што тамо го видов, што тамо го доживеав, она за што бе непосредно сверок на сите тие збеднувања, можам да речам дека е катастрофално и дека во најскоро време е потребно итно решавање на тој проблем. После 16 часот, пациентот кој му се слоши нагло или ќе се деси нешто со него, треба да се јави кај дежурниот командир, па тој да ги повика затворениците кои работат во пребивалиште или во амбулантата, да тие пружат некаква помош
да ви кажам да знаете дека тие личности никој од нив нема ни основно знаење од медицината. Терапијата ја делат чуварите. Колку тие се спремни, колку тие знаат околу медицината е едно прашање. Согласно Законот за здравствено осигурување, предвидено е задолжително осигурување на лицата кои се на издржување на затворска казна, но и покрај ваквите одредби, тимот на Националниот превентивен механизам на Народниот правобранител утврдил дека ниту едно од осудените лица не е осигурано како лице кое е на издржување на затворската казна. Од 2013 година до ден денеска тој систем е пропаднат. Е пропаднат од причина што основна функција на давање здравствена заштита е примарната здравствена заштита. Тоа не е возможно во начинот како се организира таа заштита во затворите во Република Македонија. Владата треба да издвојува финансиски средства, а Министерството за правда преку Управата за извршување на санкции треба да се организира да ги осигурува сите затвореници. Јас мислам дека е тоа уште едно грубо прекршување на правата на лицата кои издржуваат казна затвор, затоа што не се осигурани, а со закон треба да бидат осигурани. Од Управата за извршување санкции не добивме одговори на нашите прашања поврзани со здравствената заштита на затворениците, а особено околу тоа зошто затворениците не се осигурани, иако е тоа законска обврска, како и колку неефикасната здравствена заштита може да биде фатална по животот на затворениците. Директорката Лидија Гавриловска во кусиот телефонски разговор побара прашањата да и бидат испратени на службениот мејл, но и по повеќе од 2 недели таа не одговори на поставените прашања, а од незината секретарка ни беше кажано дека директорката е на годишен одмор. Во моментот кога се вика брзата помош користи катастрофални, начини како да дојде. Прво прашува кој е пациентот, па прашува што го боли, па они гледаат таму дали тој повеќе пати е повикуван и ќе ви кажам децидно дека еднаш е повикан на брзата помош во 1 часот за колика, а брзата помош дојде во 2:45. За цело време пациентот имаше толку енормни болки, се викаше, но тие има стално изговор околу тоа дека тие се единствени во Петровац, дека нема други, дека во тој момент имало собраќајки или не знам веќе што и доаѓа. Никој за тоа не се грижи, а ако случајно, нели, во моменти кога е предозирано некоја таква работа, тогаш се одлучува да се викне комбето, нели, од затворот и тој пациент да се однесе на понатамошен третман во болницата. Чуварот, дежурниот чувар одлучува дали некому му е потребна помош, тоа е тој кој што го гледа лицето на кое му е влошена состојбата и тој одлучува дали му е потребна лекарска помош или може да почека до стабилината. Имаше случаи каде што на лица им беше лошена состојбата, па тие за среќа во моментот имале скриен телефон и интервенирале по телефон, побарале на своја рака, извадиле, иако знаат дека нели во таму е забрането користење на мобилен телефон, за среќа тој скриен телефон им послушал да викнат и да спасат човечки живот. Недозволиво е управата да овласти човек, односно затворено лице кое издржува казна затвор, да дели лекарства. Да спрема список кој ќе оди на лекар. Да спрема список кој ќе добие бенефиции. Видите, од кога ни утврдивме како институција дека затвореничка во затворот Идризово дели лекарства, и тоа на начин како таа мисли дека треба да се делат лекарствата, наречен коктел, ние тоа го утврдивме. Таа зема за право од неколку лекови да направи коктел и да му даде на лице кој издржува казна затвор. Или таа зема за право да стокми список кој ќе оди на лекар. Бевме
приморани да се обратиме до Министерството за правда и да бараме нивна ревизија или нивен надзор над начинот на делење на лекарства, само по основ на тоа дека се случила смрт во затворите од септември минатата година до денеска имаме 8 случаеви. И имат една карактеристика дека помошта лицата кои починале ја барале после работното време. Одговор побаравме и од Министерството за здравство. Во писмениот одговор ни беше кажано дека се фактурираат само услугите за лекување на лицата со изречена мерка, лекување и чување во здравствена установа. Средствата за оваа намена се обезбедуваат со програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства, која се донесува секоја година, а за годинава ставката за оваа намена изнесува 36,7 милиони денари. По потреба се обезбедуваат и дополнителни средства за оваа намена. Министерството за здравство обезбедува и метадон и буфренорфин за сите лица со болести на зависност во затворите, како и за казнено-поправните установи во државата. Фактурирањето на здравствените услуги пружени на секундарно и терциерно ниво е во надлежност на Управата за извршување на санкции, имајќи предвид дека тие трошоци се дел од буџетите на казнено-поправните установи и затворите. Осудените и притворените лица согласно Законот за здравствено осигурување се задолжително здравствено осигурани и согласно законот придонесот е на товар на Управата за извршување на санкции. Искуствата од теренот, но и фактите на народниот правобранител го покажуваат спротивното. Премногу материјал со кој треба да се занимаваат новите македонски власти во наредниот период, но и затворската управа, бидејќи сликата за тоа колку една држава е демократска и ги почитува човековите права и слободи се гледа и низ призмата за состојбата на затворите. Нашата слика е прилично искривена и заматена. Апелирам до сите институции надлежни кои се за санкции за затворите унутар Македонија. Сите оние пациенти, сите оние затвореници кои се невропсихијатриски случаи да се одделат од другите затвореници, затоа што стварно гревото и шално е во многу наврати се манипулирани и нивната терапија која тие ја примаат нечесто некогаш може и да не е тоа.